Денеска ја завршуваме дружбата со Зоки Поки и се слушаме во некој наредно читање, а ваша задача е само да уживате во остатокот од приказните за ова прекрасно дете. Во зоолошката градина. Мама го одведе Зоки во зоолошката градина, зашто тој веќе треба да научи како се викаат некои животни. Зоки, ова е штрк, му покажува мама. Штрк, повторува Зоки. Ова се вика жирафа. Жирафа, вели и Зоки, а во себе си шепоти. Штрк жирафа. Мечка, Зоки, му покажува пак мајка му. Мечка, значи штрк жирафа мечка. А види, ова е слон, ти се допаѓа ли? Слон. Не знам дали ми се допаѓа, штрк жирафа мечка слон. А ова е лисица, Зоки, вели мама и го прашува. Ке запомниш ли, сине? Лисица, вели Зоки. Веќе знам, а во себе шепоти како научена стихотворба. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Доста е за денес, вели мама. Сега, Зоки, да повториме. Како се викаше ова животно? И таа му покажува на лисицата до која застана. Зоки шепоти очаено во себе. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Но никако не може да ги почне имињата одназад. Тоа му е многу тешко. Затоа тој истрчува кај штркот и лесно почнува да реди. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Мама ја сваќа работата. Добро, Зоки, вели таа. Може би вака полесно ќе ги запомниш. Нели ти личи штрков на моево чадорче? Жолта рачка, како неговите нозе, а неговите бели крилја го прават чадорчето. Личи, вели Зоки. А жирафата пак ми личи на твојата шарена блуза. А мечката? Мечката, се чуди Зоки. Мечката нека биде твојата бунда, ако? Добро, Зоки. А слонот? Слонот ми личи на нашиот голем бокал дома. Не е токму таков, но ако. А лисицата, Зоки, нели ти личи на нашиот Фигаро? Да, лисицата нека биде нашиот Фигаро. Е сега, Зоки, како се вика животното што е шарено како мојата блуза? Жирафа, вели Зоки. Добро. А што представува моево чадорче? Штрк, жолти нозе, бели крилја. А на кого личи, Зоки, нашиот мачар Фигаро? Се смее Зоки. На лисицата, евеа. А кој е ова животно? Слон. Личи на нашиот бокал. А она е мечката. Одлично, Зоки. Потоа мама и Зоки си одат дома. Но дури таму почнуваат да се случуваат необични нешта. Например, Зоки вели: Баба, дај ми го слонот, ми се пие вода. Или нашата лисица сакаше да го искине штркот на мама. Или мама ги соблече жирафата и мечката. А што прават оние што го слушаат вака да зборува? Се фаќаат за глава, се разбира. Според заслугата. Недела е. Сите се дома. И тато, и мама, а се разбира и бабата и Зоки. Ручекот се вари на шпоретот и ја исполнува собата со миризба што предизвикува силен апетит. Додека ручекот се вари, сите по нешто работат. Тато, например, купи леп, го донесе дома и го исече на тенки парченца. Мама направи салата од зелка и ја нареди масата за ручек. Бабата го приврдуваше во ручекот и се врткаше околу шпоретот. А Зоки што правеше? Се разбира, и тој се врткаше околу шпоретот, но зошто? Јасно. Тој само го подкреваше капакот на тенџерето во кое се вареше јадењето. Го подкреваше неколку пати, замижуваше и длабоко вдишуваше од опојната миризба. И најпосле ручекот стаса. Зоки прв си ги изми рацете и се разбира исто така прв седна до масата. Но тогаш тато рече: Чекајте сега, да видиме кој што заслужил за овој ручек. Бабата рече: Јас го сготвив ручекот. Заслужуваш јадење, заклучи таткото и тури на бабата полна чинија манџа со прекрасно парче месо.
На Зоки му се наполни устата. Мајката рече: "Јас го исчистив станот, ги измив садовите, направив салата и ја наместив масата. И ти заслужуваш јадење", рече таткото и нејзе стави полна чинија манџа и едно исто така убаво парче месо. Зоки сега веќе мораше да се подголтнува. Јас пак, рече таткото, бев на пазар, купив се што требаше, донесов хлеб и го исаков. Заслужувам ли ручак? Заслужуваш, рекоа бабата и мајката, па таткото и себе се си ја наполни чинијата. А ти, Зоки, што направи? Се заврта потоа таткото кон Зоки. Јас, се зачуди Зоки. Зарем и јас треба нешто да направам? Треба, рекоа сите. Јас, почна Зоки уплашено дека вака како што пошол ништо не ќе добие за ручак, одненадеж се досети. Јас го кревав капакот на тенџерето. Капакот, рече таткото. Капакот. Тогаш Зоки, еве ти го капакот за ручак. Зоки денгуба. Еднаш мама му се развика на Зоки. Каде си досега денгуба една? Цел ден си надвор и ништо не сакаш да работиш. Зоки веднаш стана сериозен и рече: "Како не сакам да работам? Па јас цело време само работев, да знаеш колку сум уморен." "Што?" рече мама. "Сега ќе се приправаш дека ти се спие само за да не те карам, нели?" "Не", рече Зоки и гледаше во прстите од нозете. "Па кажи што работеше, мамина, одмено?" Но Зоки не сакаше да одговори. Не е тој толку глупав да го каже тоа што за возрастните не е работа. А тој цело време, како работеше, вам може да ви каже зашто вие ќе разберете. Еве. Прво, со голем напор чистеше цреши во својата уста. Второ, броеше колку пердувки има неговиот петал на таванот. Трето, сакаше да ја скрие својата сенка за да еднобуре пред зградата. Четврто, ја бркаше страшната колона мравки што се појави на скалите. Пето, размислуваше колку огромни лажици содржи супата што ќе мора да ја изеде на ручекот. Шесто, се мереше со јаже за да знае колку ќе порасне по една недела. Седмо, ги чистеше татковите џебови од заостанатите зрна леблебија. А зарем е тоа малку? Зошто плача Зоки? Ке му рече мама на Зоки: "Донеси, сине, вода во бокалот?" А тој ќе одговори: "Не ќам." "Зошто, сине?" ќе го праша мама. "Зарем не ме сакаш?" "Не," ќе рече Зоки. "Не те сакам." Ке му рече мама на Зоки: "Помогни, сине, на баба." А тој ќе одговори: "Не ќам." "Зошто, сине?" ќе го праша мама. "Не те сакам." Ке му рече мама на Зоки: "Појди, викни ја мајка и на Лидија, сине. Сакам нешто да ја покажам." А тој ќе одговори: "Не ќам." "Зошто, сине?" ќе го праша мама. "Така, не те сакам." Ке му рече мама на Зоки: "Дојди да ми помогнеш да ги измиеме садовите, сине." А Зоки веднаш ќе рече: "Не те сакам, не те сакам." Но попладнето мама се подготвуваше да излезе на прошетка. "Ке ме земеш ли со тебе, мамичке?" прашува Зоки. "Не," вели кусо мама. "Зошто, мамичке?" "Така," вели едноставно мама. "Не те сакам." Тогаш Зоки почнува да плаче. И сите што го гледаат се прашуваат: зошто е сега ова плачење? Колачиња. Мајка му на Зоки направи колачиња и шарани од озгора со бадемчиња и со чоколада. Штом ќе ги видеше, на Зоки нешто скокотливо ќе му заиграше во стомакот. "Мамо," постојано молеше тој, "да земам ли уште едно, само уште едно сосем малечко колаче?" Мајка му се смешкаше, но кога еднаш надзирна во садот во кој ги чуваше колачињата, виде дека се тие преполовени.
Се замисли таа и ги крена колачињата високо над долапот. Ами, сега што ќе прави Зоки? Ги нема веќе колачињата. Мамо, прашува пак тој, а кога ќе ги јадеме оние колачиња? Кога ќе дојдат гости, вели мама. Доста ти се тебе, лошо ќе ти биде од многу колачиња. Но на Зоки не му е ни малку лошо. Штом ќе се сети за колачињата, него стомакот го боли по нив. Најпосле дојдоа гостите. Тие уште си ги соблекуваа капутите во предсобијата, а Зоки ги прашуваше. Јадете ли вие колачиња? Потоа гостите влегоа во собата. Мајка ми направи многу убави колачиња, вели Зоки, и така го прекинува разговорот што неговите родители го започнале со гостите. Зоране, биди умен, го потргнува баба му. Зоки се сневеселува. Но не поминува многу време, тој пак се сеќава за колачињата. Но како да почне разговор за нив? Се завртува кон мајка си. Мамо, вели, ние имаме гости. Зарем нема да ги почестиш со колачињата? Гостите изгледа ја разбраа работата, па почнаа да се смеат. Мајка му ги донесе колачињата и почна да ги почестува гостите. Но Зоки го одминува како да не го гледа. Мамо, а мене? Прашува Зоки и веќе сака да плаче. Па ти не си гостин, сине? Вели мама. Не сум гостин. А кога би бил гостин, би ме почестила ли? Се разбира, вели таа, но ти не си гостин. Ке бидам, вели Зоки. Веднаш ке видиш. И тој истрчува надвор, а гостите го испраќаат со смеење. По малку време некој чука на вратата. Мама отвори. Тоа е Зоки. Добар ден, вели тој. Ви дојдов на гости. Ке ме почестите ли со колачиња? Мајка му веќе нема што да прави, па го седнува заедно со другите гости и го почестува. Зоран зема едно колаче, но уште тоа не го изел, мисли веќе на друго и ја подава раката кон подавалникот. Зоки, сине, вели мајка му. Почекај малку, па така не прават гостите. Но Зоки покили нема да се досети и тој сега вели. Па јас не сум гостин, мамичка, јас сум твојот Зоран. Балон. Балоните се убава работа, особено кога ќе се добијат на подарок. Тоа го научи и Зоки Поки за својот роден ден. На негово име поштарот донесе едно пакетче. Мајка му го отвори пакетчето и од него испадна еден балон. Балонов ти го испраќа тетка ти и ти го честита роденденот, рече баба му, читајќи го писмото. Многу се зарадува Зоки. Го наду балонот, му ја врза грлушката со конче и го пушти по собата. Балонот е лесен како пердувка и штом Зоки само малку ќе дувне со устата, тој се извишува уште повисоко, се до таванот. А пак, кога ќе му ја одврзе грлушката, што станува тогаш? Воздухот шишти, како пишталка. И како сега да не ги сакаш балоните? Цело попладне Зоки Поки пречекува гости. Мајка му и баба му ги честат, татко му разговара со нив, а Зоки ги пребројува подароците. Што ти не доби? Не може ни да се изброи, ни да се опише. Најпосле, тоа и не е толку важно, зашто сепак за Зоки најубав подарок остана големиот жолт балон од тетка му. Вечерта дојде и стрико му на Зоки. Додека другите се поздравуваа, Зоки гледаше во неговите раце, но тие беа празни. Каква жалост! Што му стана на овој стрико, па ништо да не му купи? И за да му покаже дека заборавил да му купи подарок, Зоки рече. Види, стрико, тетка ми го испрати овој жолт балон дури преку пошта. Рече стрикото и изгледаше како малку да се сневесели. Јас пак мислев дека немаш балон. Знам и да го надујам, рече Зоки, види? И Зоки трчаше по собата, го дуваше балонот, пак го испушташе воздухот и пак ја врзуваше грлушката толку занесено, само за да му покаже на стрико си
дека ете, тој и без неговиот подарок убаво си поминува и дека нималку не му е криво што ништо не му донел. Ако, нека види. Но во еден миг нешто направи пак и балонот го снема. Зоки остана со зината уста. А кога се созеде, почна да пишти. Балонот, балонот, мојот балон си го сакав. И готов е и по подот да се валка од жал и несреќа. Сите се собраа околу него за да го утешат, но на Зоки ниеден збор нема значење. Тој си го сака жолтиот балон и ништо повеќе. Но стрико му тогаш го подигна од подот, му ги избриша солзите и насмевнато му рече. Ајде, Зоки Поки, доста со плачење. Погледај нешто ваму. Зоки го отвори првин едното око, па потоа и другото. Стрикото нешто вадеше од својот джеп. Што ли ќе извади? Тој сега убаво ги отвори двете очи. И што? Балон! Да, и стрико му донел балон. О, син, уште поубав од жолтиот што пукна. Зоки Поки ги избриша солзите и му се фрли во преградка на стрико си. Големото патување. Не знаете вие колку Зоки Поки сака да патува. Секое утро оди тој до неподвижните автобуси и камиони на улицата, ги гледа, ги отвора нивните врати, разговара со шоферите, влегува во кабините и црта прави и криви линии врз големите правливи врати на овие возила. А еден ден тој тргна на едно големо, долго и возбудливо патување. И да знаете, тоа беше тогаш кога Зоки Поки научи да си го пишува името. Патуваше така Зоки од еден мал град во едно големо село, па покрај една широка река до едно долго море. Дојде во една тесна улица, а потоа изби на еден малечок плоштад, па виде една ниска планина и се искачи на една висока рамница. И се така патуваше и патуваше по целиот свет. Патуваше со денови и со ноќи, а крај него дуваше ветер и патиштата го засипуваа со својот прав, и сонцето го печеше, и студот го штипеше. Моторот работеше неуморно, а Зоки ни да се помрдне. Се на истото место си седи, гледа што станува и молчи, глас не пушта од себе. Така тој ја пропатува едната половина од овој широк свет. Доволно му е кога е дете. И токму сакаше да појде понатаму, туку шоферот го запре камионот, ја тресна вратата од кабината, го донесе дебелото црево и почна да го меи звалканиот камион. А тоа беше страшното, затоа што токму поради тоа мораше да престане ова долго, најдолго и возбудливо, највозбудливо патување. Не чудете се многу и не жалете го бестрашниот Зоки Поки. Зашто, што е најчудно, и тој самиот не знае за ова големо патување. Додека тој си седи дома, тоа наместо него патуваше неговото име што го напиша врз правливата врата на големиот камион. Волшебната цреша. Еден убав ден, Зоки, мама, тато и баба појдоа со автобус на крајот од градот за да посетат еден свој пријател. Кога ги виде, тој многу се израдува и ги покани во својата убава куќа што беше само на еден кат, зашто луѓето ваму не живееа во големокатници како во центарот. Но сите одбија да влезат внатре, зашто во градината околу куќата беше толку убаво и свежо, што никому не му се влегуваше во затворена соба. На Зоки се му се допадна. Тој почна да трча по градината и за чудо никој не свика по него, како кога сакаше да трча по улицата. Тој почна да вика гласно, да мафта со рацете, да се загледува во секоја тревка и пак никој не свика по него, ниту пак се обиде да му објасни дека
И тоа не смее да се прави. Чудно место. Па тоа беше доволно Зоки да биде среќен. Но не остана се на тоа. Пријателот го фати за рака и тие двајцата отидоа зад куќата. Таму имаше многу овошни дрвја. Црешите беа сосем зрели и црвени, висеа на дрвјата. Знам, ова се цреши, нели? Рече Зоки, а прв пат виде како растат цреши. Пријателот го подигна на раце и тие заедно почнаа да берат цреши во една чинија. А потоа Зоки сам си скина една цреша и долго време ја задржа во својата рака, нежно и меко, како да држи малечко пиленце. Му беше жал да ја изеде. Ја гледаше низ расширените прсти и можеби токму затоа што така долго и внимателно ја гледаше и ја испитуваше, таа му помогна да открие многу работи. Првин откри дека е тоа една убава црвена цреша и дека нејзиното тело е многу нежно и мазно. Ја испита и нејзината долга зелена рачка, што прилегаше на рачка од чадор. И како прв пат да дознава, пред сите рече: "Мамо, ова е цреша, тато, ова е цреша, бабо, ова е цреша." И знаеше дека тоа што го откри, сега нема никогаш да го заборави. Потоа почна играта. Ја стави црешата до уста, ја свитка нејзината долга рачка и, о, чудо! Таа му заприлега на мала стомна. Викна: "Мамо, ова е стомна! Тато, ова е стомна! Бабо, ова е стомна!" А потоа, црешата повеќе не беше стомна. Зоки го стави нејзиното главче во устата, а рачката ја задржа надвор. И таа стана свирче. Па тој потрча во дворот свирејки: "Фи, фи, фи, фи." Кога ја скина долгата рачка, црешата стана тркалезна црвена џамлија, поубава од сите што ги беше видел дотогаш. "Бабо, тато, мамо," повика тој, "ова е џамлија, најубава џамлија." И самиот беше зачуден колку нешта откри со помошта на една цреша. Најпосле ја изеде црешата, ја исплука семката и откри уште дека таа цреша е и многу вкусна за јадење. "Ах," рече Зоки, "оваа цреша е волшебна." Долго потоа беше многу среќен од нешто необјаснето, толку среќен што му се чинеше дека може се да направи. Точно беше. Таа цреша беше волшебна. Таа му покажа на едно дете дека по негова волја може да се преправи во се што тоа ќе посака. На возрастните пак, што ја гледаа оваа чудесна игра, таа им покажа како едно дете може да биде среќно и само со една единствена цреша. Но само тогаш, кога ќе знае да ја гледа така, за таа да посака да биде волшебна. Речете сега дека тоа Зоки Поки не го умееше. Какво лето! Треба да се запише тоа лето, зашто тоа не беше само обично лето. Тоа беше лето за Зоки. Го испратија Зоки на летување сам. Не ќе верувате? Зошто не? Го испратија заедно со другите деца од улицата во една голема група што одеше на летување на езеро. Се разбира, со нив одеа и неколку раководители, но Зоки не се грижеше многу за нив. Нека се грижат тие за него. А ако му е нешто тешко, ќе најде тој итрец начин да ги надмудри. Со родителите и баба му, што постојано го бакнуваа, се збогува како во сон. Мислеше на езерото, на капењето без сапуница, а најмногу мислеше на тоа дека ќе прави се што ќе посака. И навистина излезе нешто слично, но не наполно онака како што се замислуваше Зоки Поки. Например, можеше да се капе, но само по присуство на раководителот. И тоа ми е нешто, само во плиткото. Езерото беше убаво, но што кога не можеше да го преплива? Другарчињата беа добри, креветчињата беа меки, но што вреди сето тоа кога мораше
во одредено време да се станува, да се јаде и да се спие. Ој, со тоа спиење, какви неволи! Но не заборавајте едно. Зоки Поки беше сам, без домашните, а тоа сепак беше нешто. Од друга страна пак, немаше кому да му се поплаче, никому да му се налути, а потоа му остануваше и самиот да си мисли на себе. Тоа беше и убаво, но и незгодно. Ако греши, самиот си е виновен. Па што да се прави тогаш? Животот на Зоки Поки му се стори многу тежок. Сакаше дури да си оди и дома. Но помина ден, поминаа и два, и работите како да почнаа да се менуваат. Зоки Поки почна да сваќа нешто многу важно. Ете, например, си помисли. Раководителите изгледаат строги затоа што се грижат за децата и што се плашат да не им се случи нешто додека се далеку од дома. Што би правеле ние кога би не оставиле сами? Би се капеле, добро, но би се капеле цел ден, а многу деца не знаат да пливаат. Тука би можело да има непријатности. Гледаш ли? Потоа и би се сончали. И ако тоа не го правиме постепено, како што не учеа раководителите, грбчињата ќе ни изгорат. Па и со спиењето. Раководителите велат со спиењето децата раснеле. Кој ќе го знае тоа, но ако е така, тогаш е добро. Потоа, што има друго? Да, мораат и целите чини убаво да се испразнат. И тоа е убаво за нас, но здодавно е, треба да се признае. Друго што има? Мисли Зоки Поки, ги преметкува сите поединости од животот овде, па кога така ќе ги разгледа работите, некако полесно му доаѓа. Навистина има многу непријатни работи, но овде е сепак прекрасно. Треба само да се ужива во се. И ете така, како да почне и целото летување, верувајте. Зоки Поки ги пронајде радостите. Ке ги отвори очите наутро, трубата свири. Тратату, тратату. И Зоки ке си помисли. Што убаво свири, каде ќе најдам друг пат труба да ме разбудува? Потоа трча со другите деца кон чешмите на големата чистинка, се плиска со студената вода, се прска со децата и си мисли. Уживање, каде го има ова дома? На појадокот се надпреварува со другарчињата, ги брише чиниите, раководителот го пофалува. На плажата влегува во вода, заедно со другите деца и раководителот го учи да плива. И навечер заспива како претепан, зашто, мајко моја, цел еден ден поминал во надпревари. Кој може да издржи без пиење? Сонот е убав и мислата за утрешниот ден е убава. Надвор шумолат брановите, стружат штурците, се нишкаат дрвјата под месечината. И свикнат веќе да се радува на се што е ново и што го немал дома, Зоки Поки си мисли. Каде ќе го најдам ова? Ах, какво лето! Се разбира, и тоа какво лето! Необично и неповторливо, со многу малечки и големи тајни. Треба само да посакаш, па да ги откриеш. Се станува јасно кога ќе се заборави ова, дека тоа лето беше лето за Зоки. Тука барем нема двумење. Откритие. Зоки Поки се врати од летување. Додека стигна дома, тој трчаше по улицата, трчаше по скалите и така трчајќи се втурна и во собите. Ги фрли своите работи, застана за миг малку вчудовиден, потоа пак истрча надвор и слезе дури пред зградата. Тука застана и од тука како да почна да се созема. Беше пладне и улицата мируваше во жештината, па Зоки брзо ја виде Лидија која што се враќаше од градинка. Иако мајка ја држеше за рака, таа
и се истргна и потрча кон Зоки. Но наеднаш, токму пред него, нешто како да ја запре и таа рече: "О, Зоране!" Зоки беше зачуден. Од кога тој престана да биде за Лидија Зоки Поки? "Зошто ме викаш така?" праша тој, збунувајќи се уште повеќе. Но наместо одговор, Лидија рече: "Си дојде ли, Зоране?" "Си дојдов," рече Зоки, се уште не верувајќи си на ушите. "Ке си играме ли после?" Лидија го гледаше зарадувано, но Зоки Поки забележа нешто многу повеќе од тоа. Тој свати дека таа во него гледа нешто повеќе од што бил порано и дека поради тоа се смета недостојна да си игра со него. "Што е тоа?" си мислеше Зоки. "Што е тоа што ме прави поинаков?" Трчајки се врати горе во станот и кога ги погледа татко си, мајка си и баба си, го забележа истото она што го откри и во очите на Лидија. Тие го гледаа восхитено од промената што се случила врз него. "Лидија ме вика Зоран," рече и се насмеа. А веднаш потоа праша: "Зошто ме гледате така?" "Си се изменил, Зоране," рече тато. "Си пораснал, сине," рече мама. "О, колку си пораснал, Зоки, мој златен," рече и баба. Зоки почна да трча по собите и кога сето она што го чу, го среди во својата глава, застана. Да, се му беше јасно. Пополека отиде во шпајзот и го најде она јаженце со кое порано се мереше секоја недела. Потоа го исправи од петиците, се до врвот на главата и уште повеќе се зачуди. Беше поголем цели 2,5 прста. Мајко моја! Потоа почна да трча речиси избезумено од радоста што му ги раскинуваше градите. Ја дофати високата библиотека, со прстот ја допре рамката од сликата, само малку се поткрена и можеше слободно да гледа низ прозорецот, а кваките на сите врати ги отвори лесно. Лесно како да е тато. И кога го откри сето тоа, се втурна во собата каде што беа неговите. Не мислејќи повеќе на ништо, радосен и среќен извика: "Па јас сум голем! Бабо, мамо, тато, јас сум голем!" Тие гледаа во него со насмевнати очи, а бабата ги избриша своите солзи радосници. Зошто нема повеќе приказни за Зоки Поки? Видовте и сами. Не постои веќе некој си таму Зоки Поки. Ете зошто. Постои едноставно само едно дете што се вика Зоран. Едно дете што расте, расте и расте и што еден ден треба да биде голем човек. Па, нека му е среќно растењето.